Екипите за деминирање во Балаклија во украинската област Харкив се подготвуваат да излезат на терен. Руските сили окупираа 1/3 од овој регион веднаш по почетокот на војната. Кога се повлекоа неколку месеци подоцна, ја напуштија оваа земја со мини. Ваквото оружје уби најмалку 264 цивили и повреди повеќе од 830 низ цела Украина по целосната инвазија на Русија во февруари 2022 година. Персоналот за итни случаи овде се соочува со тест без преседан, вели Анатолий Врублевски, шеф на дирекцијата за деминирање во регионот Харкив и надзорник на 35 единици за деминирање. Та најгирша затоа што најголемиот проблем е што речиси секој ден, всушност секој ден, луѓето умираат или се повредени. Овде зборуваме за област од која 30% беше окупирана. Потоа по контраофанзивата таа беше ослободена и имаме многу опасна територија на која треба да работиме. Анатолий вели дека меѓународната поддршка е клучна за нивната работа. Украинците ја користат целата надворешна помош која вклучува машини за деминирање, заштитна опрема и транспорт. Овде во Балаклија службите за итни случаи откриваат мина и спроведуваат контролирана експлозија. Во Киев, украинската влада ги координира хуманитарните напори за деминирање, здружувајќи ги владините чинители и меѓународните партнери. Заменик министерот за економија Ихор Бескараваини ја надгледува иницијативата која за него е лична. Во 2016 година ја загубил ногата од противтенковска мина. Сакаме да се вратиме да користиме 80% од потенцијално минираните области. Ихор вели дека Русија ги прекршила сите норми и практики кога ја минирала територијата, а тоа представува значителен предизвик за деминерите. Украинските специјалисти работат на техники за скенирање на потенцијално минираните области, за да создадат база на податоци и мапа за идните напори за деминирање. Имаме ситуации кога минирањето на териториите нема логика. Тоа е огромен проблем, бидејќи можеме да го предвидиме следниот чекор кога работиме со воена логика, но не можеме да го предвидиме следниот чекор кога работиме со ситуации кои нема никаква логика. Минатата пролет Светска банка процени дека на Украина ќе бидат потребни 37,5 милиарди долари за напорите за деминирање. Сепак, потребата продолжува да се развива со војната и бара постојана реевалуација. Литванија ги предводи напорите на Европската Унија за деминирање во Украина. Економското аташе на амбасадата на Литванија во Украина вели дека меѓународната коалиција мора да стори повеќе. Тоа не е доволно во моментов, но е само почеток. И во иднина се надеваме дека тоа ќе биде повеќе алатки, методи, финансиски инструменти и средства, или владите ќе се приклучат на коалицијата. Деминирањето на Украина може да потрае од 10 до 100 години, рече тој. Зависи од тоа колку пари ќе биде и колку специјалистите ќе бидат подготвени овде во Украина и во странство. Значи тоа зависи од сите нас и ние треба да го направиме тоа заедно.